Во тема број 1 денеска ја имам Наташа Бошкова од коалицијата Маргини, а тема на нашиот разговор ќе биде првата тужба против учебник за високо образование врз основа на новиот закон за спречување на и заштита од дискриминација. Добро утро, Бошкова. Добро утро. Вие како коалиција Маргини, поточно организацијата детектираше низа неправилности, низа случаи на дискриминација во голем број учебници во речиси сите степени на образование, но последниот што можам да кажам ја скандализираше јавноста, ги скандализираше социјалните мрежи е од високото образование, од филолошкиот факултет, од учебникот по персонологија на еден професор кој има низа дискриминаторски содржини. Пред се, што значи ова тужба и дали коалицијата Маргини и понатаму ќе продолжи со ова, сега ќе кажам, нова пракса? Да, коалиција Маргини заедно со мрежата за заштита од дискриминација, тоа е мрежа на десетина организации кои со години назад работиме на превенција и заштита на маргинализираните заедници од дискриминација. Одлучивме дека после низа интервенции за повлекување на спорната содржина од учебникот кој што го спомнавме, одлучивме дека единствен или поефикасен механизам би бил судот. Така што во меѓувреме знаете дека беше укинат и Законот за спречување и заштита од дискриминација, па веднаш штом собранието повторно го изгласа, одлучивме да искористиме можноста во овој закон и да поднесеме тужба од јавен интерес со која што бараме да судот утврди дека спорната содржина е вознемирувачка врз основа на род, сексуална ориентација и родов идентитет, таа содржина да се повлече и одлуката со која што се утврдува дискриминација јавно да се објави во медиумите. Во вашето соопштение велите дека сте имале неколку обиди да го привлечете вниманието на филозофскиот факултет. Во текот на вчерашниот ден дел од моите колеги новинари од различни медиуми го побараа деканот на факултетот, кој рече дека кој се повика на автономија и ги повика сите кои ќе се најдат дискриминирани да поднесат тужба. Како ќе го оцените вие овој став? Колку средби побаравте, дали воопшто добивте било каква средба во факултетот? Така, се согласувам, автономијата е едно од основните начала на високото образование, но и почитувањето на човековите права, заштита од дискриминација и принципот на еднаквост се под еднакво рамниште и со принципот на автономија. Така што не мислам дека повикувањето на принципот на автономија на високото образование на универзитетот е доволно за да се изземе од одговорност и факултетот и авторот и рецензентите на овој учебник. Овој учебник всушност стана учебник во 2018 година. Времето кога ние имавме интервенции за повлекување на оваа спорна содржина, учебникот беше во форма на скрипта кој беше достапен во фотокопирници и студентите го копираа и го користеа на часовите на Институтот за психологија. Тогашните наши напори беше ние да превенираме да дојде до ситуација да таа содржина стане учебник кој што е финансиран од факултетот, од буџетски пари, и практично на некој начин да се случи спонзорирана хомофобија и трансфобија во високото образование. Така што пред да се објави учебникот, ние побаравме да средба со ректоратот, со универзитетот, средба со факултетот. Други колеги од други организации се обидува да ја предизвикаат скриптата и дискриминаторската содржина во скриптата пред Комисијата за заштита од дискриминација, но за жал не успеа во тој обид и во тоа време Комисијата утврди дека таквата содржина не е спорна, затоа што авторот има право да го изрази својот научен став. Така ќе прочитам и дел од вашето соопштение на она што се однесува тужбата, а се однесува на обвинување на жените за зголемениот број на разводи, осуда за прекинувањето на бременност и квалификување на истополовите партнерства како за беганост. Се само дел од вознемирувачката содржина што бараме да биде отстранета и заменета со научно заснована содржина што е во чекор со современата научна мисла. Па во тој контекст сакам да ве прашам, бидејќи она што се случува во високото образование, сите се залагаме за автономија, меѓутоа сепак треба да има некое надлежно
тело или надлежен орган кој што ќе врши некаква ревизија на содржините. Па би сакала да ве прашам кој би требало да постапува во ова со оглед на фактот дека луѓето од првите луѓе на факултетот се оградија и се повикаа на автономија, дали треба да реагира просветниот инспекторат, Министерството за образование, кој е најповикан во случајов? Да, во конкретниот случај Министерството за образование и просветниот инспекторат немаат надлежност, токму заради тоа што високото образование е автономно, има своји внатрешни процедури за издавачка дејност, за начинот на кој одредена содржина станува учебник и станува дел од наставната програма. И ние низ годините наназад ги следевме овие интерни акти, Законот за високо образование, интерните акти на универзитетот и на единицата, во конкретниот случај филозофскиот факултет, и практично видовме дека овој учебник има поминато сите процедури пропишани со нивните внатрешни правилници, подзаконски акти, со кои што се утврдува начинот на кој што одредена содржина станува учебник. И тука, всушност, она што ние го проблематизираме е дека во конкретниот случај тие се ги пречекориле и се ги прекршиле нивните процедури. Така, например, правилникот за издавачка дејност на универзитетот јасно вели дека содржината која што се наоѓа во наставната програма не сме да има дискриминирачка содржина. И дека доколку постои дискриминирачка содржина, одговорен е авторот и рецензентите. Потоа имаат пропишана процедура на кој начин авторот поднесува барање, рецензентите даваат мислење позитивно, негативно, па тоа е основ за научно-наставниот совет на факултетот да изгласа и да како што кажам, една содржина стане учебник. Така што во овој случај следена е целата процедура, но очигледно дека рецензентите поминал филтерот на рецензентите и рецензентите на некој начин се согласиле со она што е содржина, а понатаму филозофскиот факултет финансирал издавање на овој учебник. И токму поради тоа бараме и одговорност од сите четири страни, од факултетот, од авторот и од двете рецензентки. Она што го спомнувате како системско решение, ние кога се менуваше Законот за високо образование, дадовме предлог дека потребно е, знаејќи го проблемот со содржината, проблематичните содржини во сите ниво на образование, посебно во високото образование, дадовме предлог да се воведе, значи покрај таа општа клаузула со која што се забранува дискриминација, со која што се утврдува дека целта на образованието значи почитување на човековите права и заштита од дискриминација, да постои механизам со кој што ќе се зајакне мониторингот, следењето, ревизијата на наставните програми и тоа што како содржина се пласира на студентите. Но, за жал, во тој период не успеавме да излобираме доволно за да овие одредби влезат како механизам и во Законот за високо образование. Ако сите процедури се испочитувани, сепак ваква содржина се наоѓа пред студентите, што зборува тоа за квалитетот на нашиот образовен систем? Пред да ми одговорите, ќе прочитам само 1-2 до 3 сечоци од она што се прошири во изминативе денови на социјалните мрежи. Вели, две интересни сознанија за себе откривањето се следниве. Жените почесто и подлабоко се откриваат од мажите, со татковците претежно се зборува за работата, животните услови, финансиите, а со мајките се отвора душата. Според резултати на некои истражувања, не наведени кој овде, односот кон домот се менува во текот на животниот век, положбата на бездомните луѓе не е оптимална и тие се за жалење. И уште еден исечок ќе прочитам. Голем дел од женските особи, чија коса е кратко подстрижена и кои не носат типично женски украси, а постојано се облечени во панталони, имаат потешкоти во прифаќањето на сопствениот пол. Дали ова воопшто научно издржан оваа квалификација дека жените кои носат панталони почесто имаат проблеми со прифаќањето на нашиот пол? Јас познавам многу голем број женски личности со кратка коса и кои постојано носат панталони, но немаат проблем со прифаќањето на својот пол. Па во контекст на тоа што зборува се во ова за квалитетот на нашето образование, на нашиот образовен систем во целост? Пред да ви одговорам на прашањето, сакам само да појаснам дека по поднесувањето на тужбата следеше една онлайн кампања, да кажам, и точно тоа е тоа што привлече вниманието на јавноста и следеа коментари во однос на степенот на сериозност, несериозност на она што го има како содржина во учебникот. Морам да потенцирам дека она што беше како објави на Facebook беше само да сакавме да илустрираме какви се работи има во овој учебник, но сите овие работи не се дел од тужбата.
тужбата е фокусирана само на оние делови кои што значат потврдување на родовите улоги, стереотипот за улогата на жената во домот, осуда на жената за зголемиот број на разводи, осуда на жената за која прекинува бременост, за абортусите, потоа стигматизирање и фаворизирање на хетеросексуалната заедница како подобра наспроти хомосексуалната заедница како луѓе кои што се дел од забеган свет, кои што се ненормални и девијантни. Исто така стигматизирање и на трансродовите луѓе кои што при тоа и ваквата содржина и поттикнува и насилство. Така што она што беше на социјалните мрежи е само илустрација за степенот на квалитет на информации кои студентите го добиваат на факултетите. И од тука ќе ви одговорам и на вашето прашање дека всушност овој учебник и низа други учебници кои што се користат во високото образование, па и во другите нивоа на образование, всушност покажуваат поразителни резултати помеѓу студентите кои што студираат на оние помагачки професии, како што е психологија, каде што всушност се учи овој учебник, социјална работа, медицина, стоматологија. Значи, истражување помеѓу студенти од овие студии покажува висок процент на неприфаќање на сексуалните малцинства од страна на студентите. И она што е дополнително што загрижува е дека овој став не се менува во текот на годините на студирање. Значи дека студиите преку своите содржини не успеваат да ги променат ставовите на студентите, кои што во првите години студии покажале неприфаќање за сексуалните малцинства и при тоа потврдува дека образованието и содржините ги потврдуваат или ги зајакнуваат стереотипите и предосудите кои студентите ги имаат кон овие луѓе. И токму затоа и висок е процентот на неприфаќање на студентите од овие факултети на хомосексуалците, тоа високи 78% покажува истражувањето и 68% неприфаќање на трансродовите луѓе. И дополнително, овие студенти не покажуваат, 35% не покажуваат емпатичност кон трансродовите луѓе, а 37% не покажуваат емпатичност кон лицата со хомосексуална ориентација. Ова се поразителни податоци кои кажуваат за како неквалитетот на содржините, неквалитетот на високото образование продуцира кадри кои утре ќе треба да пружаат услуги на сите, вклучувајќи ги и ЛГБТ луѓето. Овие бројки кои што току ги споменавте навистина се загрижувачки проценти. 78% е навистина висока бројка за неприфаќање, па во контекст на тоа треба ли ние да направиме ревизија можеби на се она што се учи во високото образование? Ова го прашувам во контекст на тоа дека се стремиме да бидеме модерно општество, се стремиме да влеземе во Европската унија, каде што веќе знаеме дека се искоренети ваквите негативни појави. Да, секако. Ние затоа инсистиравме на претходното носење во 2018 година, кога се носеше Законот за високо образование, сметавме дека треба да се вметне малку по-засилен надзор над тоа кои содржини стануваат дел од наставните програми, и тоа е нешто што треба во иднина законодавецот да размислува, да се најде начин како ова системски да се реши. Овој случај е само овој учебник и случајот судската постапка е само еден мал сегмент. И ние се надеваме дека ова ќе отвори дискусија за проблемите генерално во содржините во високото образование. Иако од одговорот што дојде вчера од Филозофски факултет и поддржувањето на авторот и на рецензентите на ваквата содржина дека е научно заснован став е според мене проблематично, но сепак е постапката започнува, судот ќе го има последниот збор во смисла на тоа дали ќе утврди дискриминација или не. Ние како коалиција, како мрежа на организации, мрежа за заштита од дискриминација, нема да престанеме, независно и од исходот на оваа постапка, ќе ги користиме сите механизми, ресурси кои што се на располагање со цел да придонесеме за подобро образование. Господја Бошкова, има едно прашање кое ми се наметнува, бидејќи оваа тема и овие исечници кои кружаа по социјалните мрежи навистина привлекоа лавина од реакции, не само против професорот, туку имаш и луѓе кои застанаа во негова одбрана. Она што мене ми падна во очи во текот на вчерашниот ден е реакцијата на пратеникот Димитар Апасиев,
кој со една реторика која можеби наликува на времето на владењето на Груевски, ја нарече организацијата, односно коалицијата Маргини, поточно со росписка хајка, цитирам, и изјави дека овие исечоци се извадени од контекст. Јас го читав и поширокото значење на сево ова и подолгите исечоци од учебникот, меѓутоа не видов нешто што не го поддржува, односно што не оди во прилог на овие исечоци. Исто така Пасиев изјави дека сработи за задирање во универзитетската автономија и дека се залага за десороизација на невладиниот сектор. Каков е вашиот став за ова? Нели мислевме дека ваквите теми се веќе завршени и овој практично гледате ли прогон на невладиниот сектор како што зборувавме пред 3-4 години? Така, јас не би навлегла во коментари на она што Апасиев го имаше вчера на социјалните мрежи. Очигледно дека неговиот коментар е врз основа на потребата да се солидаризира со своите колеги од други универзитет, без да има увид во целиот учебник, како што кажавте и сама, значи некои реченици кои што извадени и неизвадени од контекст едноставно немаат смисла со здравиот разум. Иако ова тужба и ова постапка и ова барање за повлекување нова содржина не е од сега, значи тоа е процес кој што трае долго време и сигурно не би извадиле од контекст работи со цел да прогонуваме некој доколку нема основ. Таму имаше обвинување и за можност за поведување на постапка за акција популарис и така натаму, но не би одела понатаму. Значи, стварно сметам дека во конкретниот случај имаме доволно основ и тоа го покажува и најголем дел од коментарите кои следа. Луѓето беа ужаснати, беа изненадени како може во високо образование да постои ваква содржина. Секогаш ќе има луѓе кои што ќе застанат во одбрана на дискриминаторите, тоа било и мислам дека ќе продолжи да биде, но мислам дека мнозинството од јавноста е на страна на утврдување на дискриминација, на страна на одстранување на ваква содржина од високото образование. И за заокружување овој разговор, бидејќи знаеме дека изјавивте во вашето сопштение дека сте идентификувале повеќе од 20 учебници во сите нивоа, па би сакала да ве прашам какви ќе бидат вашите активности во иднина, дали ќе ги чешлате сите учебници кои не се проверени или вака ќе реагираме откако ќе излезе некој спорен учебник, откако ќе се распали јавноста, па дури потоа ги детектираме. Какви ќе бидат активностите на коалиција Маргини за конкретното прашање за учебниците од сите нивоа на образование? Маргини и мрежата за заштита од дискриминација заедно некако ги тераме овие работи. Уште од 2011 една од првите представки во првиот состав на комисијата се однесуваше токму на тоа, на повлекување на учебник од средно образование, педагогија, и всушност врз основа на нашите активности представката до комисијата утврди дека има дискриминација, вознемирувачка содржина, препорача на Министерството за образование да го повлече учебникот, односно спорната содржина од учебникот, и тоа беше направено. Низ годините следеа уште неколку успешни постапки токму пред Комисијата за заштита од дискриминација, каде што се утврдија и во високото образование проблематични содржини, за кои што исто така даде препорака за измена. Ние како здружение стварно не можеме да го замениме системот и да направиме увид во сите достапни учебници, но затоа застапуваме за воспоставување на еден механизам кој што ќе даде системско решение на следење на тоа на кој начин создава содржина и ја става во функција на образование на децата, на младите во било која фаза од образованието. Мошкова, ви благодарам за ова утринско вклучување, што одвоивте време да и посветиме 20 на минути на оваа тема која е важна пред се за иднината на нашата земја, бидејќи учениците и студентите се токму тоа. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас за интересот да го покриете ова прашање.